Медицинските сестри во Македонија немаат лиценци за работа, немаат комора, немаат регистер, немаат бенефиции, немаат платени дежурства и најстрашно, немаат достоинствени плати. Вели за Алфа претседателката на Унијата на Сдруженија на медицински сестри Гордана Бешлиевска. Според неа, барањата на синдикатот на клинички за усогласување на платите не се доволни и од Сдруженијето бараат порадикални мерки, зашто никаде во регионот примањата на медицинските сестри не се толку доближени до минималната плата. По основ на коефициентите, медицинските сестри имаат лични доходи 1:3 наспрам лекарите, а кога ќе ги земете во предвид сите додатоци, кои што сестрите ги немаат, а лекарите ги имаат, бидејќи сестрите дежураат, а не се платени по основ на дежурство и така понатака, со односот на тие лични доходи 1:5. Секој едно парцијално било какво покачување, секогаш ќе ги остава сестрите далеку во тој сооднос назад во однос на лекарите. Бешлиевска алармира дека тешките услови за работа, ниските плати и нерешениот правен статус доведоа до голем екзодус на овој здравствен кадар, но потенцира дека нема да се откажат додека не добијат пристојни услови за работа и повисоки плати. Колку се почитуваат и како се почитуваат колективните договори во здравствените институции, посебно кога се медицинските сестри во прашање. Тоа е еден многу голем парадокс, бидејќи кога вие ќе постигнете договор, кога ќе постигнете анекс договор и кога ќе се задолжат јавните здравствени установи во ситуацијава нели да го признаат високото образование на сестрите, ние веќе имаме ситуација од не цели скоро 2 години после потпишување на тој анекс договор во кој што се уште на сестрите не им се признаени и тие се се уште на додатоци. Од синдикатот на клинички вчера поставија услови до власта дека ако не добијат регулирање на личниот доход, заклучно со августовските примања, на 1 септември здравствените работници ќе протестираат, а Фондот за здравствено осигурување ќе се соочи со илјадници приватни и колективни тужби. Ресорниот министер пак вели дека ги поддржува барањата на синдикатите, ама за зголемувањето на платите им порача да почекаат до септември.